Здраво, пријатели, и добре дојдовте во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска ќе зборувам за темата диети според крвна група. Имам начнато на оваа тема да позборувам во некој од претходните епизоди, али тоа е доста одамна, можеби има сигурно и половина година. Али како и да е, решив да зборувам на оваа тема и уште подобро да го објаснам тоа од причина што пред неколку дена добив прашање од една личност која што бараше од мене да и помогнам, дали е потребно да ми донесе крвна слика и да ми каже која крвна група е. И од тоа сватив дека се уште многу луѓе веруваат во диетата според крвна група и сметаат дека во зависност од тоа каква крвна група си, треба да воспоставиш одреден начин на исхрана. И диетата според крвна група е направена од еден многу паметен човек кој што се вика Питер Диамо. И овој човек направил диети за одредени крвни групи од типот ако сте А крвна група, следите одредена диета и начин на исхрана кој што има конкретни систематски чекори како тоа изгледа, ако сте АБ, ако сте Б или нулта. И многу луѓе имаат видено многу бенефити и навистина силни докази постојат дека тој начин на исхрана дава резултати, но од друга страна не постојат научни докази кои што покажуваат дека тоа има поврзаност со самата крвна група и исхраната. На што всушност мислам? Ако вие почнете да следите диета и начин на исхрана за крвна група А вие имате нулта крвна група, ќе ги видите истите резултати што ги гледа и крвната група А. Затоа што самиот начин на исхрана по себе е здрав. Без разлика која диета е следите според крвната група, ќе ги видите потполно истите резултати и од било која крвна група да ги следите насоките, ќе видите одлични бенефити. Од причина што самиот начин на исхрана кој што се промовира во таа диета според крвни групи е добар. И сакам само да ви кажам дека нема потреба да сметате дека ако сте нулта крвна група, треба да ја следите диетата според нулта крвна група, туку можете да ја следите и диетата според А крвна група, А, Б, Б, небитно. Сите се супер и сите ќе ви дадат одлични резултати, бидејќи се здрави самите по себе. Затоа сакам да ви помогнам на сите кои што можеби се уште сте верувале во оваа теза дека да, сега јас сум нулта крвна група и ќе ја следам нултата крвна група, диетата за нулта крвна група, да ви доловам дека се уште не постојат научни докази дека тоа е така и секоја диета според крвна група ќе ви даде резултат без разлика дали ја промашувате или не ја промашувате. Така да сакам да ви ги расчистам тие митови и дилеми и да знаете дека нема разлика која би ја следеле, доколку тоа е начинот на исхрана и диетата која што можеби на вас најмногу ви одговара. И за ова тема имав денеска толку да кажам и доколку можеби некој од вас има било какво прашање поврзано со било која тема во исхрана и активен животен стил, слободно нека го користи хаштагот #AskJosif, нека ме комуницира во приватна порака или на начинот на кој што му е на него наедноставен и можеби исто така ќе се најдеме со некое мислење и нешто што јас сум го добил како информација. До следна епизода ви посакувам здрави животни навики и убав ден. Чао, чао!